Добар ден! Голем поздрав до сите наши гледачи и честит празник 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Се чини дека животот е борба, во текот на животот за многу нешта се бориме. Се бориме и за нашето здравје, се бориме со некои зависности. Пушењето е една зависност со која што многумина успеале да се изборат, но многумина и не успеале. Пушењето е број 1 причина за карцином на бели дробови. Статистиката вели дека во светот 1.200.000 луѓе се регистрирани како заболуваат во текот на една година. Статистиката вели дека е голема бројката и на оние кои што трагично завршуваат. Но денеска ќе зборуваме и за новите третмани и за светлата точка во лекувањето на оваа опака болест. Наш денешен гостин е доктор Дева Петрова, специјалист по онкологија и радиотерапија од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов, ви благодарам на поканата и исто така се придружувам на честитките на гледачите на нашиот денешен голем празник. Јас еве во најавата спомнав некои светски статистики. Имате ли податоци што велат статистиките во Македонија? Колкав е процентот на заболени? Се чини дека карциномот на бели дробови се уште стои на прво место. Така е. Значи, проблемот со малигните болести е глобален здравствен проблем во светот и малигните болести се втората причина за смртност после кардиоваскуларните заболувања. За жал, карциномот на бели дробови е на водечкото прво место како најчесто малигно заболување и најчеста причина за смрт кај пациентите со малигни болести. Инаку светските статистики кажуваат дека малигните заболувања и смртноста од малигните болести е во пораст во земјите во развој и средно развиените земји, додека пак во земјите што се со висок развој, поради добро позиционираните програми за скрининг и рано откривање на малигните болести, се намалува процентот на смртни случаи од малигни болести. Што се однесува до Светската здравствена организација, дава одредени статистички податоци за 2018 година, кои кажуваат дека на водечкото прво место како причина за смртност кај малигните болести е карциномот на бели дробови, така да годишно од малигни заболувања умираат околу 9 милиони луѓе, а 2 милиони се пациенти со малигно заболување на белите дробови. Што се однесува до инциденцата или бројот на новооткриени случаи во нашата држава, можеме да кажеме дека за среќа бар на оваа табела не сме на водечко прво место, дека во Европа најголема инциденцата на белодробен карцином во Унгарија, како и во Србија. Ние се наоѓаме некаде на 19-тото место според Global Cancer статистиката и годишно се откриваат некаде околу 55 нови случаи, значи на 100.000 жители. Така да сепак оваа бројка не е за подценување и треба многу да се работи на здравственото воспитување за она што рековте на почетокот на говорот, отстранување на одредени лоши навики, меѓу кои секако на прво место е пушењето. Така. Ќе зборуваме за ризик факторите, но еден податок говори дека мажите се поподложни за да заболат од оваа болест. Зошто е тоа така? Така е. Значи, најчесто, сепак во двете популации, машката и женската популација, како водечко малигно заболување е карциномот на бели дробови. На второ место, кај машката популација, после честотата на карциномот на бели дробови се јавуваат карциномот на простата и карциномот на дебело црево, додека пак е жените значи е карциномот на дојка и карциномот на женските генитали. Најверојатно, значи, податоците укажуваат дека мажите се пострасни пушачи и спаѓаат во таа категорија на пациенти со поголем ризик од заболување од ова малигно заболување и предпоставувам заради тоа и бројот на
заболени мажи во однос на бројот на заболени жени од белодробен карцином е поголем, но како оди модернизацијата на општеството, понекогаш можеби не треба да се изедначувате во одредени работи со мажите, почнуваат и жените се почесто да имаат таа лоша навика, така да денеска имаме и доста жени пушачи и често пати се сретнува, значи, белодробниот карцином и кај женската популација, така да не е исклучиво привилегија само на мажите. Нашата денешна тема е тераписки можности кај пациенти со белодробен карцином. Мене во оваа емисија ми се важни две цели. Едното е да истакнеме колку е штетно пушењето, а втората цел ми е да ги истакнеме и новите третмани кои што се некоја светла точка во лекувањето на пациентите од карцином на бели дробови. Би сакала да објасниме што е практично болеста, што се случува во организмот кога ќе дијагностицирате. Така, малигните заболувања во принцип се заболувања кои што се јавуваат поради одредени генетски мутации, бидејќи целокупните процеси во организмот се контролирани од нашите гени, а основната структурна компонента на генот е ДНК молекулата. Таа има две вериги и тие имаат одредени секвенции или распоред на нуклеински киселини поради разни причини, ендогени, значи екзогени штетни влијанија, изложеност на јонизирачко зрачење на некои хемиски материи, може да дојде до оштетување на тие вириги, до поместување во тие секвенции на нуклеински киселини во ДНК молекулата и доаѓа до појава на генетски мутации. Значи, не сите мутации кои што се случуваат во текот на животот доведуваат до појава на малигна болест, бидејќи самиот организам има способност да ги репарира оштетувањата на гените, но доколку таа способност за репарација на тие генски мутации е, значи, дефициентна или недостасува, со тек на време се насобираат поголем број на гени кои што се мутирани и доведуваат до појава на одредено малигно заболување. Зошто мутираниот ген доведува до појава на малигна болест? Бидејќи гените ја контролираат делбата, развојот, значи и програмираната смрт на клетката. Доколку дојде до мутација, постои одреден баланс кога генот нормално функционира, значи клетката има одреден живот, одреден број пати во текот на животот се размножува и тој процес е под одредена контрола. Значи во случај ке малигните болести процесот излегува од контрола поради таа генска мутација, при што се нарушува тој процес и доаѓа до зголемена делба кај клетките и доаѓа до појава поради таа зголемена делба, пролиферација во одредено ткиво или орган, доаѓа до појава на тумор или туморска формација која што врши притисок на околните органи и доведува до појава на симптоми, на тој начин се манифестира малигната болест. Значи, карактеристично е дека е сличен е принципот и кај бенигните тумори. Она што ги разликува бенигните од малигните тумори е тоа што тие немаат способност да метастазираат, значи не се шират на оддалечени локализации од таа примарна кај што се јавуваат и тоа што тие клетки во голема мера наликуваат на клетките од ткивото од кое што потекнуваат и ја задржуваат неговата функција. За разлика од малигните клетки кои што, значи, во голема мера го менуваат својот изглед, ја губат примарната функција која што ја имале и имаат способност заедно со крвотокот и лимфотокот да бидат однесени на некои други делови од организмот, значи во некои далечни органи и таму повторно да почнат да се размножуваат, да пролиферираат и да формираат нови туморски формации. И тоа ги прави поагресивни и покомплексни за лекување. Постојат и повеќе видови на канцери на белите дробови. Ајде да кажеме кои се? Така, глобално, значи, диагнозата на малигните заболувања се поставува хистопатолошки. Значи, мора да се направи биопсија за со сигурност да се потврди дека станува збор за малигно заболување. Карциномот на бели дробови е поделен хистопатолошки, според хистопатолошките диагнози, во две основни групи. Значи, имаме неситноклеточен белодробен карцином и ситноклеточен белодробен карцином.
85% од карциномите на бели дробови спаѓаат во групата на неситноклеточни карциноми, додека ситноклеточниот карцином се јавува во 15% од случаите на белодробен карцином. Во групата на неситноклеточни карциноми имаме неколку типови на карциноми на бел дроб кои што се доминантни. Тука е пред се аденокарциномот кој што се јавува негде во 40% од случаите, потоа планоцелуларниот или сквамозниот карцином на бели дробови и крупноклеточниот карцином на бели дробови. Тие се најчестите три подваријанти на неситноклеточен белодробен карцином, додека пак во останатите 10 до 15% се јавуваат и некои поретки хистопатолошки варијанти. Она што е карактеристично дека ваквата поделба е направена во две групи, бидејќи и биолошките карактеристики на туморот и начинот на третман на овие две групи на карциноми се разликува. Ситноклеточниот карцином се смета дека е поагресивна варијанта на белодробен карцином, се смета дека станува практично збор за едно системско заболување, каде што брзо доаѓа до продор на туморските клетки во некои далечни органи. Најчесто се диагностицира во некоја фаза кога е понапреднат, во некој понапреднат стадиум или во случај на метастатска болест. Меѓутоа, и затоа лекувањето практично кај ситноклеточниот белодробен карцином е повеќе системско. Значи, не е тука, нема примат хирургијата, туку имаат примат онколошките начини на лекување, хемотерапијата и зрачната терапија. Тоа значи системско. Да, тоа е системско, за разлика од неситноклеточниот белодробен карцином, каде што, значи, доколку е станува збор за ран стадиум на болест, дури, значи, до трети А стадиум, кај некои селектирани пациенти со трети А стадиум на белодробен карцином, примарниот начин на лекување е хирургијата. Има ли врска причинителот за карциномот на бели дробови за оваа поделба? Има ли некаква поврзаност? Не, се смета дека пушењето како ризик фактор често пати доведува до појава на планоцелуларен или сквамозен карцином на бели дробови и дека адено варијантата на карцином на бели дробови е почеста кај непушачите, меѓутоа глобално помеѓу неситноклеточниот и ситноклеточниот нема некој значи посебен ризик фактор кој што ги одвојува или доведува до појава на едниот, а не доведува до појава на другиот белодробен карцином. Инаку, како кај сите малигни заболувања, така и кај белодробниот карцином, не можеме да кажеме дека постои еден фактор кој што е одговорен за појавата на ова малигно заболување. Во принцип, тука станува збор за една комплексна ситуација. Јас обично тоа умеам да го споредам како со една сложувалка, каде што за да дојде до појава на болеста, треба точно сите делови од сложувалката да се наместат на свое место и да имаме манифестација на некоја малигна болест, како што е во случај белодробниот карцином. Глобално тие ризик фактори се делат на ендогени фактори, фактори кои што се поврзани со пациентот, кои што зависат од пациентот, и надворешни или екзогени фактори. Оние ендогени фактори кои што се поврзани со пациентот се во главном наследниот фактор, значи фамилиарната предиспозиција, и покрај тоа што морам да кажам дека е заблуда дека поголем дел од малигните болести се наследни или имаат некаква поврзаност со наследен некој фактор. Во случајот со карцином на бели дробови има ли наследноста некаква улога? Има, но не е пресудна. Не е пресудна, да, најчесто малигните болести во 70% од случаите се спорадични случаи, значи никој, речиси во фамилијата на нас, за тако поставите прашање, немал малигно заболување на бели дробови или можеби имал малигно заболување на некоја друга локализација, додека во 30% од случаите генетскиот фактор може да има некоја подоминантна улога.
Потоа, многу се важни она што рековте навиките на живот. Значи, одредени лоши навики, како што е пушењето, се број 1 ризик фактор за појава на белодробниот карцином. Од една страна, значи, тоа е добро, бидејќи тоа е фактор на кој што сите ние свесно можеме да влијаеме, за разлика, да речеме, од генетските фактори. Исто така, други фактори кои што се поврзани со самиот пациент, со човекот на кој што можеме да влијаеме, и тоа е она на што се обрнува внимание во превенцијата на ова малигно заболување, тоа се навиките поврзани со исхраната. Да речеме, избалансиран внес на храна богата со зеленчук, со овошје. Потоа физичката активност, значи во поново време луѓето стануваат свесни и се повеќе луѓе гледаме дека имаат зголемена физичка активност, значи вежбаат, гледаме како џогираат на кеј во парковите, расте свеста, значи за здравиот живот. Исто така зголемената телесна тежина е еден од ризик факторите кој што е поврзан со самиот пациент како еден ендоген фактор. Од екзогените фактори најзначајни се аерозагадувањето, влијанието на разни хемиски фактори, да речеме професионалната експонираност на пациентот, доколку работи со азбест, значи силикозата како професионално заболување, исто така изложеност на радијација, на јонизирачко зрачење, значи радонот како радиоактивен елемент исто така има одредено штетно влијание и може да доведе до појава на белодробен карцином. Значајно е дека треба, значи, со сите наши сили да влијаеме на тоа што можеме, колку можеме повеќе и на тој начин да го намалиме ризикот. Тој никогаш не можеме да го сведеме на нула, но сепак секое намалување на ризикот во поголем процент е од голем бенефит. И втората работа е да појавата на било каков симптом кој што не поминува после известно време, да не се занемарува и пациентот да се јави на лекарски преглед. Тоа се две работи на кои што ние можеме да влијаеме. Така. Пред да преминеме на симптомите, јас, ако ми дозволите, би сакала да посветиме малку внимание на пушењето. Добра. Значи, пушачите, ако земеме еве во Скопје, каде што аерозагадувањето е многу големо, таа комбинација пушење и загаден воздух доведува до голем ризик за појава на многу болести. Ние денеска зборуваме токму за канцер на белите дробови. Зошто се смета цигарата дека е причинител број 1? Што всушност се случува? Што е тоа што внесуваме, а е лошо за организмот? Така. Знам дека многу знаат од пушачите, но сепак има и млада популација која што се обидува да почнува да пуши. Многу е важно ова што сега ќе го кажете, нели? Па прво, пушачите со самото пушење внесуваат одредени хемиски, значи, агенси кои што имаат штетно влијание на слузницата на бронхиалното стебло. Потоа исто така често пати, бидејќи тие не пушат само 1-2 дена или месец дена, станува збор за пушачи кои што се долгогодишни, со години. Значи, хроничната иритација, ова е во склоп на она што збориме екзоген фактор во комбинација со навика. Значи, имаме хемиски фактор кој што има токсичен ефект и второ доведува постојаната иритација на слузницата и на белодробниот паренхим доведува до воспаление. Сите овие долгогодишни пушачи се хронични бронхитичари, значи имаат хронична обструктивна болест, имаат бронхиална астма, имаат, значи, други хронични воспалителни реакции од страна на белите дробови, кои што го зголемуваат ризикот, бидејќи таа слузница постојано изложена на иритација, настојува да се обнови. Постојано имаме тука процес на делби, значи turnover, ние тоа го велиме. Постојано нешто се случува и кога постојано се случува нешто, шансата да дојде до некаква промена или да тој контролен механизам, значи, излезе од контрола и да дојде до неконтролирана делба на клетките е многу поголема. Така да имаме комбинација на хронични воспалителни процеси и токсично влијание на хемиските супстанции кои што се дел од самата цигара, значи никотинот во принцип како број 1 фактор. Така.
Поблагата форма на зависност од пушењето, електронската цигара, има ли тука штетно влијание? Па, сега не знам искрено да ви кажам компетентен одговор да ви дадам на тоа, ама мислам дека не би требало да има штетно влијание, бидејќи нема внесна некаква штетна супстанца. Добре, еве Да, тоа и нека можеме биде да кажеме дека е покорисно отколку активното пушење со вистински тоа нека биде да речеме првиот цигари. чекор за одвикнување. Да, така е. А што е со пасивните пушачи? Голем е ризикот за белодробен карцином и кај пасивните пушачи, значи тие се после активните пушачи практично втората ризик група која што има поголем ризик отколку оние кои што не се изложени на штетното влијание на пушењето и како активни и како пасивни пушачи. Така да пушачите не треба да бидат себични, треба да внимаваат и на околината и најдобро би било кога нема да пушат, бидејќи ќе го намалат штетното влијание и за себе, претпоставувам и за тие околу нив најблиските, тие што најмногу ги сакаат. Така. Некако го решивме проблемот на јавни места со донесување на законот и се почитува, што е добро. Па ни пушачите можат да дишат убаво кога се во ресторан, но што е во семејствата каде што има пушачи, а има и деца. Какво е влијанието на децата, кои што многу често имаат инфекции, настинки, во зимскиот период се навистина чувствителни, имунитетот исто така не е развиен кај нив. Така, штетно е влијанието, се разбира, тука не треба некој голем коментар, меѓутоа сепак родителите треба да се свесни, носат голем дел од одговорноста и за своите деца и за себе лично. И здравственото воспитување, вие како медиуми, постојаните информации за тоа колку е штетно пушењето и колкава е придобивката, значи доколку не се пуши, мислам дека се правиот пат за да се дојде до вистинско решение. Бидејќи на јавните места, во јавните простори ќе донесете закон, меѓутоа дома законите ние сами ги поведуваме и сепак останува во најголем процент на свеста на секоја индивидуа. Очекував повеќе да ги искарате пушачите родители. Многу благо го кажавте ова, но треба да знаат дека на вистина им штетат на здравјето на децата кога пушат во нивно присуство. Да, се разбира, тоа не би било дозволено и нема оправдување за таа работа никако. Така. Ајде да кажеме кои се симптомите кога зборуваме за канцер на бели дробови. Веројатно не е тоа постепено оди, не е наеднаш да покажат симптоми кои што подосна ќе се дијагностицираат во доцна фаза. Така. Значи постојат повеќе различни симптоми кои што се поврзани со белодробниот карцином. Симптомите може да бидат поделени во две основни групи. Значи имаме неспецифични симптоми кои што може да се јават кај секое малигно заболување, независно од тоа дали е белодробен карцином, и тие не се поврзани со органот каде што тој процес се случува. Во тие неспецифични симптоми најчесто станува збор за губиток во телесна тежина, и тоа повеќе, да речеме, од 10 килограми, значителен губиток во телесната тежина, намален апетит, една општа слабост, малаксавост. Понекогаш се случува кај пациентите да подолго време имаат некакви покачени телесни температури, субфебрилни состојби за кои што нема некое конкретно објаснување, поминале низ некоја терапија со антибиотик, меѓутоа симптомот значи не се контролира, не се смирува, потоа исто интензивни потења, посебно во ноќните часови, се дел од тие неспецифични симптоми кои што може да се јават. Во однос на специфичните симптоми, кај белодробниот карцином, тоа е најчесто поврзано со симптомите се поврзани со функцијата на белиот дроб. Најчесто се тоа проблеми со дишењето, значи гушење, притисок во градите, градна болка, кашлица, потоа може да се пациентот да примети крвав исплувок. Значи најчестите симптоми поврзани со белодробниот карцином се тие: кашлица, болка или крвав исплувок или
потешкоти со дишењето, нагло влошување на дишењето, кое што поникогаш може да биде како резултат на веќе напредната болест. Да. И тогаш одиме на лекар, бараме помош. Така е. Тогаш најдобро е да се јавите кај матичниот лекар на еден лекарски преглед. Секогаш се почнува од обичен физикален преглед, аускултација, да се види какво е дишењето, потоа следниот чекор е рентгенска слика. Доколку се види нешто што е сомнително на рентгенската слика, понатамошното исследување оди со пософистицирани методи за диагностицирање, како што се компјутерската томографија. Дополнително може, зависно од тоа што ќе биде наодот на компјутерската томографија, да се направат дополнителни исследувања, како што се бронхоскопските исследувања, зависно од тоа каде е локализиран туморот, доколку е локализиран во централниот дел од белите дробови, значи блиску до главното бронхијално стебло, може бронхоскопски да се пристапи, значи ендоскопски се влегува низ носот преку главниот дишник, трахеата, се влегува зависно од тоа дали е лево или десно во левиот или десниот главен бронх и се доаѓа до туморската формација која што е видена на компјутер и се зема материјал, значи се прави биопсија за да се постави хистопатолошка диагноза. Доколку туморот е локализиран периферно во белите дробови, тогаш пристапот преку значи бронхијалното стебло е потежок и во тој случај се биопсијата се зема трансторакално, ние викаме, преку торакалниот зид под контрола на компјутер, се влегува со игла, се зема материјал и тој материјал од биопсијата се испраќа за понатамошна хистопатолошка диагноза. Она што претходно не го кажавме е важно по однос на симптомите, дека не секогаш кај секој симптом на кашлица или болка во градите, или се пристапува или покачена телесна температура, мора да се направи одма рентген слика и да се види за што се работи. Значи понекогаш се дава време, една недела, 10 дена, доколку станува збор, бидејќи слични такви симптоми даваат и други заболувања што не се малигни. Може да станува збор за некое воспаление, бронхопнеумонија, може да е некоја вирусна инфекција, грип или слично. И во тој случај се остава време, значи се дава симптоматска терапија или антибиотска терапија да се повлечат симптомите. Доколку симптомите не се повлекуваат, значи и после 7, 10 до 15 дена, веќе не треба да се занемарува проблемот и треба да се пристапи кон сите овие следни радиолошки диагностички методи и ендоскопски диагностички методи. Исто така во денешно време постои уште една опција или можност за современа диагноза и стејџирање или одредување на стадиумот на болест кај пациенти со белодробен карцином, а тоа е позитрон емишн томографи CT или PET-CT. Тоа е фузија на две методи, значи во едната се користи радиоактивен значи изотоп или шеќер кој што е маркиран со радиоактивен изотоп и потоа се прави снимање и се гледа освен анатомската структура, каква е и метаболната активност на одредена промена. Но во принцип PET скенот значи се прави откако ќе биде направена биопсијата и ќе се потврди дека имаме наод на белодробен карцином со цел да понатаму го одредиме стадиумот на болеста клинички, за да видиме што е најправилниот пристап понатаму во лекувањето на пациентот. Откако ќе се диагностицира карцином на бели дробови, дали е важен периодот од почетокот на третманот? Дали е важно кога ќе се диагностицира? Потребно ли е, битен фактор ли е времето? Така. Видете, факторот време е повеќе битен во смисол на појавата на симптомите, значи да не се губи време да се лекуваме, да се вртиме во круг со месеци во однос на спроведувањето на основните диагностички процедури.
Инаку понатаму откако ќе се постави диагнозата, најчесто лекувањето, доколку дозволува општата состојба на пациентот, би требало да се отпочне во најкус можен рок. Но ние секогаш велиме, онкологијата не е кардиологија. Значи, во кардиологијата и секоја минута е битна и вие со поставувањето на стентот можете да го спасите животот за 1 секунда или минута. Во онкологијата, значи, не е така. Факторот време не е пресуден, но не е за занемарување. Значи, тука станува збор фактор време во смисол да не се губат месеци, а инаку нормално за да се спроведе целокупната диагностичка процедура и да се отпочне третманот, секако дека ќе помине месец, месец и половина, понекогаш и 2 месеци. Добро, јас ова го прашав да немаат грижа на совест диагностицираните пациенти дека навреме не отишле, сепак месеци се во прашање, не се денови, но треба да се придржуваат кон она што како превенција, ќе го кажеме во вториот дел од емисијата. Предлагам да го погледнеме блокот реклами, па да продолжиме со вториот дел од нашиот разговор, во кој што ќе зборуваме за новите начини на третман на карцином на бели дробови. Во денешното празнично издание на емисијата Алфа Ординација зборуваме за тераписки можности кај пациенти со белодробен карцином. Наш денешен гостин е доктор Дева Петрова, специјалист по онкологија и радиотерапија од болницата Аџи-Бадем Систимна. Дојдовме до делот стадиуми на развој на карциномот на бели дробови. Ајде да кажеме како се развива. Да. Белодробниот карцином, како и останатите малигни заболувања, може да се класифицира во 4 стадиуми на болест. Значи имаме стадиум 1, стадиум 2, 3 и 4. Зависно од тоа во колкава е големината на туморот, значи стадиумот на болест зависи од големината на туморот, од проширеноста во лимфните јазли, во регионалните лимфни јазли и од присуството или отсуството на далечни метастази. Постојат, значи, клинички стадиуми на болеста и постоперативни стадиуми на болест. Или оне клинички ТНМ, кратинката Т, значи тумор, нодус, метастаза, или постоперативен ПТНМ. Исто така се анализира туморот и нодусот и далечните метастази, меѓутоа тоа е постоперативно. За да се постави клиничкиот стадиум на болеста и да се донесе одлука каков е најправилниот пристап во понатамошното лекување на пациентот, потребен е мултидисциплинарен пристап во донесувањето на одлуката. Рековме дека PET скенот е една од методите која што во поново време се користи за клиничко стејџирање или одредување на клиничкиот стадиум на болест кај белодробните карциноми. По остварувањето на PET скенот или останатите стандардни методи, како што се компјутер на бели дробови, компјутер на абдомен, магнетна резонанца на мозок, значи се поставува диагноза, се поставува стадиумот, клиничкиот стадиум на болест и гледаме дали процесот е локализиран во белите дробови, дали има зафаќање на регионалните лимфни јазли и дали има проширување на болеста во некој далечен орган. Врз основа на овој наод од сите овие исследувања и врз основа на наодот од хистопатолошката диагноза по остварената биопсија, значи мултидисциплинарниот тим од здравствени работници, каде што спаѓаат, значи, онколог, радиотерапевт, потоа радиолог, торакален хирург, пулмолог, патолог, значи се донесува одлука според стадиумот на болест кој е првичниот чекор во лекувањето. Рековме дека доколку станува збор за неситно клеточен белодробен карцином, во тој случај, ако имаме болест која што е локализирана само во белиот дроб и каде што немаме присутни зголемени лимфни јазли, станува збор за стадиум 1 од болеста и тука несомнено како прв чекор во лекувањето ќе оди хирургијата. Така да пациентот се упатува на оперативен третман, а по завршување на оперативниот третман се добива тој постоперативен патохистолошки наод со постоперативниот стадиум на болест
врз основа на кој се носи одлука дали ќе има потреба од некаков дополнителен третман по спроведената операција. Сличен е пристапот и кај неситноклеточниот белодробен карцином кој што се наоѓа во стадиум 2 според направените радиолошки иследувања. Така да оди прво хирургијата, а зависно од постоперативниот наод, од големината на туморот, дали имаме или немаме продор во лимфните жлезди, дополнително на хирургијата се додава онколошки третман. Кај стадиум 3 и кај стадиум 4 веќе имаме подруг пристап во лекувањето. Кај стадиум 4, бидејќи станува збор за метастатска или проширена болест, лекувањето секогаш почнува со системска терапија. Значи, потребно е, болеста не е локализирана на едно место, ја има на повеќе места во организмот, во повеќе органи и потребно е да се пристапи системски во лекувањето, да се дадат лекови, најчесто е тоа хемотерапија, која што се дава во вид на инфузии венски, со цел да лекот доспее до сите тие локализации каде што постои метастаза и на тој начин да се делува на повеќе места. Понекогаш и кај метастатската болест, значи може да оди лекувањето локално, ако има некаков симптом кој што му причинува проблем на пациент, например крварење, хемоптизи, или туморот е голем па прави голема обструкција и го затвара бронхот, може ние велиме палиативно во тој случај, значи не куративно, не е намирата да го излекуваме пациентот, туку да му помогнеме да го ослободиме од постоечкиот симптом. Палиативно се додава и зрачна терапија. Што се однесува до стадиум 3, тоа се пациенти каде што треба да се обрне внимание, значи да се направи добар избор, да се селектираат пациентите, велиме оние со стадиум 3А, каде што може да дојде во предвид како прв чекор на лекување хирургијата, но најчесто, бидејќи во стадиум 3 или станува збор за голем тумор или станува збор за проширување во регионалниот лимфен базен, најдобро е лекувањето иницијално да се почне со хемотерапија, така наречена индукциона или неоадјувантна хемотерапија, со цел да се смали туморот, за да може потоа да се пристапи кон побезбедна хирургија, бидејќи целта на онколошката хирургија е отстранување на туморот во здраво. Значи, онколошката хирургија не ја постигнала својата цел доколку имаме наод на тумор на хируршките маргини или туморот не сме го извадиле во здраво. Затоа треба да се направи добра проценка дали пациентот е кандидат согласно сите овие испитувања предоперативно за таква безбедна хирургија. Доколку не е кандидат, прво треба да се отпочне со онколошките третмани. И сега понекогаш да се извинам да ве прекинам, имаме гледач. Да го чуеме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, имам едно прашање до докторката. Јас боледувам во ремисија сум, планоцелуларе трета група. Значи, резултатите сите ми се добри, со тоа што јас цело време не се чувствувам добро. Имам нагони за повраќање редовно, секојдневно, взимам терапија за тоа и убрзана работа на срцето. Јас сум цело време омалаксана и покрај тоа што сите резултати ми се добри. Сум завршила со хемотерапија и со зрачење пред неколку месеца, али овие симптоми што ги имам не ми се допаѓа затоа што ја не се чувствувам добро. Ве молам ако можете да ми одговорите, ви благодарам. Добро, значи она што зборевме, бидејќи кај стадиум 3 да се надоврзам на разговорот, може да оди наместо хирургијата како третман комбинација на хемотерапија и радиотерапија, како што е случај со пациентката. Значи, за среќа и кога не се оперирани пациентите, кога ќе се спроведат онколошките и радиотераписките модалитети на третман, може да се постигнат добри резултати. Пациентката вели дека резултатите се добри, значи тоа е добрата вест. Не треба да се обесхрабрува што се чувствува така малаксано, што нема сила и слично, бидејќи понекогаш треба подолго време организмот да се врати во нормала и да се ослободи од сите оние несакани реакции кои што претходеле на третманите претходно кои што биле спроведени.
И сега, зависно од тоа што чувствува, бидејќи вели дека има тахикардија, забрзана работа на срцето, потребно е да се јави на кардиолошки преглед, бидејќи не секогаш сите симптоми што се јавуваат и кај пациентите со малигни заболувања се поврзани со самата болест. Значи, и тие се луѓе, како и останатите, и може да имаат и други болести. Значи, треба да се провери крвна слика, биохемиски анализи, доколку се тие во ред да се направи кардиолошки преглед, и исто така преглед кај пулмолог, бидејќи понекогаш знае, значи, по спроведениот зрачен третман, кај карцином на бели дробови, да има редукција на капацитетот витален, значи на белодробниот капацитет, и на тој начин можеби ќе треба дополнително да се земе некоја терапија која што ќе ги намали тие тегоби. Значи, совет е, доколку онкологот констатирал со исследувањата дека болеста е стабилна, дека наудите се добри, да се направат сите овие дополнителни исследувања за да се види да не има никаков друг проблем. Така. Ако завршивте со начинот на третирање на карциномот, Па имав уште да додадам за оној светол момент во однос на третманот кај белодробниот. Да го чуеме. Значи, до сега во лекувањето на белодробниот карцином, освен хирургијата, потоа хемотерапијата, која што не е толку посакувана варијанта, пациентите најчесто се плашат и не сакаат кога оправдано ли се плашат? Еве велите дека има резултат. Во дел оправдано, во смисол дека сепак не е тоа некој пријатен третман, има нуспојави кои што задираат во некои интимни моменти на пациентот, естетиката, падна коса и слично. Во дел се согласувам дека тоа не е пријатен модалитет на третман, меѓутоа сепак е корисен. И понекогаш нема избор. Значи, кај одредени типови на белодробни карциноми нема избор освен хемотерапијата и радиотерапијата. Ако не е пациентот кандидат за хирургија, нема други опции во лекувањето. Сега, доскоро. Значи, доскоро немаше нови опции во лекувањето, меѓутоа сега веќе имаме нови начини на третман на белодробниот карцином, не кај сите типови. Најчесто тие се однесуваат, значи, на аденокарциномите и на одредени подваријанти на аденокарциномите на бел дроб, каде што постојат одредени мутации. Значи, како што се мутацијата на EGFR, ALK мутацијата, каде што имаме присуство на одредени рецептори на површината на туморската клетка и постои, значи, нивна зголемена експресија, и тоа е таргетот или целта на која што со новите модалитети на третман, како што е биолошката терапија, може да се делува. Практично кај овие подтипови на аденокарцином кај кои што постојат овие мутации, EGFR мутацијата може да се сретне и кај планоцелуларните карциноми. Освен хемотерапијата, веќе постои нов избор во лекувањето, а тоа е биолошката терапија или целна терапија. Постојат голем број на нови препарати, значи кои што се иновирани на ова поле и кои што покажале значителна ефикасност во лекувањето. Значи, за да тоа им го доближиме на гледачите, ако доскоро некој просечно време на преживување кај овие пациенти, посебно кај пациентите со метастатска болест, зборуваме, било 1 година, значи сега имаме пациенти кои што преживуваат повеќе години, 5, па дури и 10 години. Значи, станува збор, така е, да, станува збор за една терапија која што е доста ефикасна, меѓутоа се однесува на селектирана група на пациенти и она што е предноста е ефикасноста и исто така намалениот токсичен профил. Значи, не се толку токсични овие препарати како што е хемотерапијата и не даваат такви нуспојави од типот паѓање на коса. Пациентот не е врзан за хоспиталните услови, бидејќи најчесто ова се препарати во облик на таблетки, кои што пациентите си ги земаат во домашни услови и може да прават контроли на лабораториските наоди, на крвна слика, на биохемија и консултација еднаш месечно, понекогаш дури и на 2-3 месеци со матичниот онколог. Значи, е терапија која што нуди нови можности, покрај биолошката или целната терапија, можност, значи, скоро
кај сите типови на белодробен карцином, освен хемотерапијата, можност во лекување имаме и со имунотерапија. Значи, имунотерапијата и целната терапија се новите опции во лекување на белодробниот карцином, кои доскоро не беа достапни. Сепак и за имунотерапијата постојат одредени параметри според кои што се гледа колкава би била ефикасноста од таа имунотерапија, значи се прават одредени молекуларни анализи и се гледа колкава е експресијата, да речеме како што е овде на EGFR, ALK, дали постои мутација, овде се гледа каква е експресијата на PDL1, значи уште една молекуларна анализа и колкав е процентот на експресија поголем, значи толку е шансата на одговор на таа имунотерапија поголема. Значи сепак можностите во лекувањето се зголемуваат и затоа тоа е она оптимистичка вест за пациентите со белодробен карцином. Постојано нешто се иновира, се истражува, бидејќи навистина значи биологијата на туморот е толку комплексна, ние понекогаш ја споредуваме со универзумот. Значи толку се комплексни тие процеси што таму се случуваат и постојано се истражуваат, секогаш се наоѓаат нови лекови, некои се помалку, некои се повеќе ефикасни. Проблемот е само да бидат достапни, бидејќи секогаш новите лекови имаат повисока цена, вложени се доста пари во нивното истражување и затоа целта би била на државата, на здравствените значи институции, факторите кои што се бават со здравствената политика во државата, значи кога ќе ги имаат податоците за успехот во лекувањето со новите препарати, да размислуваат за тоа да им ги направат што подостапни на своите пациенти. Така, јас сакам да се задржиме на овој дел, биолошката терапија, дали ја имаме во Македонија или тоа може да се набави од надвор? Значи, ние можеме, ја имаме во Македонија, принципот е само до сега, значи има одредени препарати, не можам да зборам бидејќи работам во приватно здравство. Значи, за во државното здравство знам од информации кои што ги имам од колегите дека се прават напори да стане достапна, значи за пациентите во смисол да биде бесплатна на позитивна листа. Генерално тоа се во принцип некои акции кои што ги промовираат и самите фармацевски куки и значи институциите кои што се бават со лекување на онколошки пациенти, значи се труди да се направи проширување на таа листа и да се внесат некои нови лекови во лекувањето. Инаку во приватните институции, значи во нашата болница биолошката терапија е достапна, значи доколку постои индикација, ние тој препарат можеме да го набавиме за пациентот, да му го препорачаме, но сепак е врзано со одредени финансиски издатоци. Така. Имаме гледач, да го чуеме. Добар ден. Да, добро, ќе ни се јави повторно. Во врска со... Тоа е она што малку ни дава поголема слобода на нас кога работиме во здравствена институција, како што е болницата Аџибадем Систина, бидејќи можете значи да ги препишете, да им ги направите достапни на пациентите сите лекови, сето она што е одобрено, регистрирано значи во државата, што е одобрено од европските асоциации за лекови, ЕМА, од Американската агенција за лекови и храна. Сето она што ќе излезе ново може да биде достапно во лекувањето, но ви кажувам, станува збор за препарати кои што се доста скапи, ретко кој може да си ги дозволи, бидејќи не станува збор за терапија која што трае 1 месец или 2 месеци, значи доколку терапијата е ефикасна, може да се зема со години, се додека не дојде до прогресија на болеста. А тоа понекогаш може да трае 3, 4, 5 години, некој треба тоа финансиски да го издржи. Така. Вториот дел од терапијата е имунотерапијата. Што всушност таа значи? Во домашни услови, во болнички услови? За разлика од биолошката терапија, имунотерапијата се најчесто инфузиони раствори, значи лекот е во вид на инфузионен раствор и се дава во хоспитални услови, значи во болнички услови.
се повторуваат обично на 2 или на 3 недели, слично како што е апликацијата на хемотерапијата, меѓутоа исто така има помалку токсични или несакани ефекти отколку хемотерапијата. Не доведува до пад на косата, но има некои други несакани ефекти во смисол на поизразена слабост, промени во крвна слика и слично. Може да има мачнина, гадење, понекогаш нели зачестени столици, различни. Некои се симптоми кои што се пофреквентни, а некои се јавуваат во многу ретки случаи. Исто така може да биде ефикасна како биолошката терапија и може да се прима подолго време, се додека пациентот има добар одговор на неа. Колку време плюс му давате на пациентот со имунотерапијата? Па исто може да биде и неколку години, значи да времето до прогресија. Треба да знаеме дека комплетно излекување кај пациентите што имаат метастатска болест не може да се постигне. Меѓутоа, ние го смитаме за многу важен фактор од време, така да времето до прогресија на болеста од неколку години значително поместување во резултатите од лекувањето кај белодробниот карцином. Исто така се нудат и нови можности дека таа може да се комбинира, значи со хемотерапијата и со другите модалитети на лекување, и дека понекогаш во одредени случаи може да ја замени и хирургијата дури и кај рани стадиуми на болест, пошто бидејќи имаме пациенти кај кои што од разни медицински причини, најчесто белодробниот карцином се јавува после 50-та година. Значи како луѓето напредуваат со возраста, шансите за да добијат белодробен карцином се зголемени. Да заболите од некоја друга заболување и заради тој коморбидитет присутни други болести, срцеви, кардиоваскуларни и слично, може пациентот да не е кандидат за оперативен третман дури и кога е во стадиум 1 или во стадиум 2. Тогаш исто така може да се понуди една современа метода на радиотераписки третман, тоа е значи стереотаксичната радиохирургија или која што може да биде стереотаксична радиотерапија. Кај радиохирургијата третманот подразбира една фракција, еднократно делувате на промината со ионизирачко зрачење, а кај радиотерапијата стереотаксична, значи делувате во неколку фракции, но сепак тоа трае значително пократко отколку онаа стандардната конвенционална радиотерапија. Така да имаме поместување и во однос на радиотерапијата и во однос значи на биолошката имунотерапијата и можам да кажам дека резултатите од лекувањето кај овие пациенти стануваат се подобри и подобри. Проблемот е што се само кај одредена селектирана група. Се надеваме дека новите истражувања ќе покажат, ќе најдат нови таргети, нови цели. Ете така и кај поголема група на пациенти да имаме иновативни методи на лекување, нови лекови кои што ќе даваат се подобри резултати. Битно ли е следењето на пациентот со карцином на бели дробови откако ќе се направат сите овие потребни третмани кои што сте ги процениле со дијагностицирање? Така, секако. Значи, откако ќе се заврши комплетниот третман, пациентот понатаму продолжува редовно да се следи. Најчесто тие контроли се значи на 3 месеци во тек на првата година, потоа веќе се на 6 месеци во тек на втората година од лекувањето и подразбираат значи редовни прегледи во смисол на компјутерска томографија на бели дробови и биохемиски анализи. Доколку има индикација, се прават и некои други дополнителни исследувања како што се компјутерска томографија на абдоменот, бидејќи најчестото место на проширување на болеста се надбубрежните жлезди, како и црниот дроб, исто така и скелетните структури, но кога ќе направите компјутерска томографија на белите дробови, можете да ги видите скелетните структури како што се ребрата, торакалните пршлени, доколку постои некоја промена која што се гледа на тие скелетни структури, дополнително ќе се индицира
правење на скелетна сцинтиграфија. Значи, во принцип, следењата се со компјутерски томографии, никогаш поради времето на чекање за компјутерска томографија пациентите може да се пратат и на обична рентген слика, но сепак компјутерската томографија дава попрецизни податоци за тоа дали болеста е во стагнација, дали има некои нови моменти на прогресија и слично. Во делот за превенција, која што исто така е многу важна за оваа болест, сакам да го споменеме и пред години имаше возило кое што одеше во недостапните делови, ги снимаше луѓето, ги проверуваше, се правеа контроли, сега тоа го нема. Колку е важна превенцијата, колку е важно системски да се бориме против оваа болест, бидејќи тоа беше системско решение, тоа Така. возило кое што ги правеше тие прегледи. Да, видете, значи најголема важност во превенцијата во овој случај ке белодробниот карцином е отстранувањето на навиката на пушење. Сите овие мерки што се превземаат, забрането пушење на јавни места, јас ги поздравувам. Значи, да, и она што на почетокот на разговорот кажавме, луѓето треба се повеќе да стануваат свесни дека си наштетуваат на себе и на своите најблиски и најсакани. Значи, и пушењето исто така по домовите. Треба едноставно луѓето да се, не може 100% да биде тоа одвикнување, да сите станат непушачи, но навистина да се зголеми процентот на непушачите. Тоа е број 1 во превенцијата, отстранување на таа лоша навика, а втора работа е да се внимава на стилот на живот, значи она што го зборевме на почетокот, начинот на исхрана, да се внимава на телесната тежина и да се има физичка активност. Потоа да станеме што повеќе свесни за тоа колку е битен здравиот, тоест чистиот воздух. Значи, сите тие што се индустријски капацитети, да бидат ригорозни контролите во спроведување на сите заштитни мерки што се однесуваат на аерозагадувањето, бидејќи аерозагадувањето после пушењето е број 2 фактори, затоа и најчесто пациентите потекнуваат од урбаните средини, прво хронични белодробни заболувања и тука само се мултиплицираат ризиците. Значи имаме аерозагадувањето доведува до хронична белодробна болест, а хроничната заедно со аерозагадувањето го зголемува ризикот од белодробен карцином. И ако се додаде уште и пушењето, значи полека сложувалката се мести и прашање на време е кога ќе дојде до дијагностицирање на белодробен карцином. Затоа мораме да бидеме свесни, да работат медиумите, да работат надлежните институции на контрола, на заштита на животната средина, за да имаме што поздрава популација која што ќе биде работно способна и ќе ја носи државата напред. Што се однесува до скрининзите, значи за жал кај белодробниот карцином, студиите не покажале дека редовните сликања на белите дробови, значи оние рентген слики или компјутерски томографии вродуваат со плод, значи не влијаат на раното откривање и на вкупното преживување кај пациентите кои што се со дијагностициран белодробен карцином, бидејќи ако немате податоци, ние што викаме evidence based, значи нешто што е базирано на наука, на студии, дека тоа дало никаков бенефит и никаква корист, не можете да го применувате, бидејќи сите тие пак методи на испитување имаат одредено ионизирачко зрачење и се смета дека не дале толкова корист за да може да се применуваат. Ги нема, така. Како скрининг метода. Единствено што е научно потврдено и што се применува е значи ниско дозната ЦТ или компјутеризирана томографија кај високоризичните групи. А во високоризични групи спаѓаат значи пушачи кои што имаат пушачки статус повеќе од 30 години или пасивни пушачи повеќе од 20 години и пациенти со други над
значи помеѓу 50 и 74 година од возраста, и кои што имаат дополнителни ризик фактори, како што се некои хронични белодробни болести или пак позитивна фамилиарна анамнеза. Значи, само кај овие пациенти со висок ризик има некаква логика примената на оваа скрининг метода еднаш годишно да се прави нискодозна компјутерска томографија. Значи, кај другите останува да не пушат, здраво да живеат, значи физички да се активни и здраво да се исхрануваат. Така. Еве со овие препораки ќе ја завршиме денешната алфа-ординација. Многу ви благодарам за денешното гостување во празничното издание на емисијата. Да, ви благодарам на поканата. Ми беше задоволство. Така, репризното издание утре во 16 часот и 30 минути, а јас ќе ве поздравам со една порака. Денеска 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ, може би и ваш ден за да донесете една значајна одлука за вас и за вашите блиски, да престанете да пушите и да влезете и вие во едно востание, во една борба со цигарите и зависноста од пушењето. Навистина е голем благодет и за вас и за сите околу вас. Имајте убав ден, дишете воздух некаде каде што е чист и уживајте во празничниот ден. Довидување од мене.